Добра вечер, почитувани гледачи, минути за вестите од културата. На Светскиот ден на здравието беше промовирана книгата Корона пандемија, приказна за возрастни, од философот и автор Росано Чолаков. Станува збор за книга која носи силен спој на лични и интимни сведоштва од времето на пандемијата и научен осврт заснован врз релевантни медицински и научни истражувања. На 7 април, на Светскиот ден на здравието, беше промовирана книгата Корона пандемија, приказна за возрастни од филозофот и автор Росано Чолаков. Книгата носи силен спој на лични и интимни сведоштва од времето на пандемијата и научно аргументиран осврт заснован врз релевантни медицински и научни истражувања. Мотивот за пишувањето на оваа книга ни се случи еден огромен феномен кој го опфати целиот свет. Многу малку зборуваме за тоа после завршувањето на пандемијата. Првиот и главен мотив е да се каже нешто. Ние мора да разговараме за тоа што се случи. Инаку оваа книга е концепирана во два дела. Првиот дел е таа лична моја интимна приказна како јас го доживев тој период, затоа што не беше лесен за мене, за да има и тој човечки еден елемент во таа цела приказна, а вториот дел на книгата е еден научен осврт и анализа од релевантни извори кои ги аргументираат моите тези, моите размислувања, моите ставови и мислења во врска со пандемијата на корона. На промоцијата, покрај авторот, говореа рецензентите професор доктор Вело Марковски, доктор Лилија Чолакова Дервишова и доктор Јорданчо Иванов. Значи, одушевен сум од книгата што е напишана, затоа што станува како едно сведоштво на едно време кое што треба да ни донесе многу поуки за понатаму. Иначе книгата е во 3 дела, значи како што е концепирана, каде што прво се сомнежите, нели, почетокот на короната, потоа е кулминацијата и на крај расплетот. Така да во незе постапно е објаснета, значи целата таа игра што ни се случи. Мислам дека е многу добро што некој се дрзна да напише вакво нешто, затоа што ние луѓето најчесто сакаме да ги потиснеме и да ги заборавиме лошите работи. Многу драги луѓе починаа за жал, нели, од тој период на короната, но Росано Чолаков успеал сето тоа да го направи сликовито во едно прекрасно дело, кое што ќе остави трак, и тоа е прво и единствено дело во Македонија кое што некој се осудил да пишува и да остави дело и трак за оваков период, кој што никој не сакаме да го памтиме. Ние се однесуваме како тоа да веќе никогаш нема да ни треба, нема да ни се повтори, иако бројките се застрашувачки. Ние во тој период имаме некаде над 20-22% болничка смртност, типично за многу тешки карантински болести не одат со таква смртност. Потоа имаме многу голем број на над 17.000 прекумерно умрени во тие 2-2,5 години, што се страшни загуби, поголеми од било која војна. Меѓутоа, за жал, ние не анализираме. Анализа од аспект, нели, на можеби одговорност не толку на некого, меѓутоа да извлечеме поуки да што понатаму ако повторно ни се случи некаква пандемија, кај сме грешеле, како да се организираме и како да поминеме со помалку жртви. Книгата Корона пандемија, приказна за возрастни, е пишувана во Германија, каде авторот живее и работи. Тој специјално допатува во Скопје за промоцијата која се одржа во културно-информативниот центар. Ова е трета книга на Чолаков. Тој претходно ги има издадено насловите Таму каде душите треперат и Духовно-филозофски медитации и доживувања. Книгата може да се набави во книжарница Топер, а подоцна и во сите поголеми книжарници низ Македонија. Уште една промоција на книга се одржа оваа недела. Кристијан Бенито, кај помладата публика познат како магионичар, жонглер и акробат, инаку наш поранешен колега од информативната редакција на телевизија Алфа. Ја објави неговата книга Диагноза. Страниците исполнети се со кратки раскази, полни со хумор, сатира и социјална алегорија, а ја допираат сршта за македонското општество и времето во кое живееме. Диагноза е книга, збирка со кратки раскази, која формира на еден начин лавав роман. Диагноза е диагноза на едно општество, диагноза на едно време и на крај уствари диагноза на еден човек, на протагонистот,
кој што се соочува со нефункционалноста на системот, уште во вториот расказ, во инвазија, и затоа што системот е нефункционален, потоа тој почнува да го тролу, условно речено, системот, од полицијата до банката и ред други работи. Пишуване во последните 6 години, тоа се пишувани кратки раскази во поетски занес, никој не е тенденциозно седна да го пишувам. Сите сум ги пишал како ми дошло, така сум ги пишал, сум ги тргал на страна, сум ги објавувал на социјалните мрежи, има љубов прием кај моите пријатели и така решив еден ден да ги објавам за да стигна до пошироката публика. Па ова е, да речеме, малце многу неконвенционална книга, неконвенционална по начинот на кој што е напишана и темите кои што ги разработува. Првиот дел е, да речеме, по-така гротескен, по-алегоричен, вториот е по-автобиографски, со повеќе емоции кон детството. Измешани приказни кои што прават еден цел роман, многу нестандардно за македонската литература, каде што Бенито ги дава своите гледања на секојдневниот живот, на политиката, на детството, на младоста, на ѓубрето по улиците, на луѓето вработени во државни институции. Буквално открива којот што е болен, којот што пати. Затоа и мислам дека се вика диагноза. Од први си мислел да не се работи за некаква книга за болест нечија, бидејќи има и такви се објавуваат, такви секој сака се биде нели заедно со својата болест, но тука видов дека е на многу ироничен начин опишан македонскиот менталитет на начин кој што, да речеме, Бенито го поддржува и сака да му помогне. Мислам дека сите што ќе ја прочитат оваа книга во најмала рака ќе се смеат. Фондацијата Фросина Кулакова во соработка со Модниот институт Изет Цури го објави конкурсот за стипендија за студии по моден дизајн за 2026 година, наменета за млади кандидати од Македонија. Од фондацијата велат дека стипендијата обезбедува целосно финансирање на студиите како и можност за вклучување во активности на фондацијата во зависност од потребите и можностите, со што на избраниот кандидат му се овозможува дополнителна практична експозиција и поддршка во професионалниот развој. Право на аплицирање имаат кандидати со завршено средно образование, државјани на Република Македонија кои покажуваат јасен интерес и афинитет кон модниот дизајн. Сите материјали се доставуваат електронски на адресата фондација Фросина Кулакова@gmail.com со назнака апликација за стипендија Фросина Кулакова 2026. Крајниот рок за пријавување е 10 јуни. Театарот Јордан Хаџи Константинов Џинот во Велес го објави репертоарот за април 2026 година, кој носи разновидна и динамична понуда за љубителите на театарската уметност. Во текот на месецот публиката ќе има можност да проследи повеќе познати и актуелни представи кои ветуваат силни емоции, хумор и длабоки пораки. Програмата започнува на 15 април со представата Тестостерон, која повторно ќе биде изведена и на 21 април со почеток од 20 часот. Само 2 дена подоцна, на 17 април, на сцената ќе се одигра Мало невино убиство. На 18 и 23 април публиката ќе може да ја проследи представата Не можеме да платиме, нема да платиме. Додека на 24 е закажана представата Господја министерка, едно од најпопуларните дела во регионот. За најмладите на 23 април од 11 часот ќе се одигра детската представа Мачорот во чизми, која е идеална за семејна посета и воведување на децата во светот на театарот. Месецот ќе биде заокружен на 29 април со представата Синиот портокал, која важи за едно од поинтригантните дела на репертоарот на Велешкиот театар. Тука го завршуваме денешното издание на Вестите од културата. Довидување до утре во истиот термин.